Фотографии, снимки, па дури и пренос во живо од погребните церемонии за жртвите од пожарот во Кочанската дискотека. Дел од домашните, но и регионални и светски медиуми ги прекршија основните новинарски и етички правила и сензационалистички известуваа за големата трагедија. Апелите од новинарските здруженија, но и од владата беа залудни, откако дел од нив се истрчаа и објавија несоодветни материјали, потоа бришеа текстови, фотографии и видеа од веб-порталите. Синдикатот на новинари реагира дека и покрај сите предупредувања и договорениот безбедносен протокол, дел од медиумите не се придржувале подадените насоки. Самостојниот синдикат на новинари и медиумски работници ги осудува постапките на дел од медиумите и смета дека со начинот на информирање, преноси во живо, ги нарушија стандардите за етичко новинарство и дополнително ја зголемија болката кај погодените, но и кај публиката. Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги бара медиумите да се придржуваат до највисоките професионални и етички стандарди. Медиумите не треба да објавуваат фотографии и видеа со гробни места, блиски членови на семејствата и треба да ги почитуваат приватните моменти, за дополнително да не ја зголемуваат болката на ужалените. Најостра и недвосмислена осуда за неодговорните и неетички постапки на одредени странски медиуми изрази владата, кои и покрај континуираните апели за почитување на етичкото новинарство ја преминале секоја граница на хуманост и достоинство во известувањето за трагичниот погреб во Кочани. Правото на информации никогаш не смее да биде потцена на основната човечка пристојност. Ке продолжиме да очекуваме одговорно известување, кое му служи на јавниот интерес. Владата останува посветена на транспарентноста и слободата на медиумите, но нема да премолчиме на неетички практики кои ги нарушуваат принципите на честност и почит. ТВ Алфа, почитувајќи ги новинарските стандарди, но и етичките принципи, одлучи воопшто да не испрати телевизиски екипи во близина на локациите каде беа извршени погребните церемонии, со цел на најблиските да им се остави простор достоинствено да се збогуваат. На семејствата на загинатите им изразуваме најдлабоко сочувство, а на повредените посакуваме брзо закрепнување.